Лопови и криминалци, доста ги лажете работниците од национални шуми. На вработените во државното претпријатие Македонски шуми им пукна филмот. Од улица го истурија револтот кон менеджментот, поради чии погрешни политики трет месец не можат да земат плата. Реагираат дека државното претпријатие пропаѓа поради партиските вработувања и повисоките плати на функционерите. Велат дека е недозволиво шумарски инженер да заработува околу 25.000 денари месечно, плата која не е доволна ниту за да се преживее. Ако може да вработуваат луѓе пред избори и да ги лажат, треба да обезбедат плата за сите луѓе сега, а не да само да одат по градовите и да имаат лажни ветувања. Ова го упатуваме до сите представници на власта, до сите политички партии, кога одат по градовите да ги прашаат луѓето за нивните проблеми, а не да кажуваат што ќе направат или што не направиле тие пред нив. Работниците реагираат дека критиките за лоповлук во претпријатието треба да бидат насочени кон раководните структури, а не кон вработените кои се борат за коркалеп. А ако нема соодветна реакција за решение на проблемите, најавуваат радикализација. Овие протести планираме да ги радикализираме и пред влада во следните денови, да го заокружиме и 1 мај како меѓународен ден на трудот, меѓутоа верувајте дека ќе бидеме се побројни и погласни, особено вработените во јавниот сектор, бидејќи врие и во паркови и зеленило, и во комунално, и во водовод, и во водостопанство. Вчера гледам и во Македонски пошти и културните работници и сите се со мизерни плати наспроти платите на функционерите. Само во последните 2 месеци во државното претпријатие имало 355 нови вработувања, за сега да не може да се обезбедат средства за плати за сите 1800 работници. Алфа ТВ упати прашања до јавното претпријатие кое го раководи Валентин Груевски како кадар на ЛДП, зошто со месеци нема плата, но оттаму одговор нема.